Драги сограѓани, почитувани јавни представници на медиумите, ви благодарам за присуството на денешната пресконференција. Ова пресконференција ја повикавме за неколку работи. Прво, за алармантната ситуација со ѓубрето во град Скопје. Повторно се вжештува ситуацијата околу сметот. Ова што го живееме е најапсурдните прилики кои Скопје некогаш ги имало. Мислам дека никој не можеше да претпоставува дека ќе дојдеме во состојба каде што ќе имаме вакво преплавување со смети, тотален колапс на комуналните претпријатија и градските власти, како и општинските власти кои го создаваа сиот овој проблем во изминатите 4 години, така да јас мислам дека јавноста треба да знае дека повторно да нагласиме дека независно ние сметаме дека независно која добија поддршката за Скопје, веднаш треба да почне со санирање на сметот во град Скопје. Јас оваа прилика ја користам да повикам на сите скопски градоначалници кои победиле во првиот круг, како и сите оние кои се надпреваруваат во вториот круг, да бидат спремни, независно од политичка афилијација, да почнеме да работиме заедно на санирање на овој проблем веднаш. Тоа значи дека доколку ние ја добиеме поддршката на граѓаните на град Скопје, ние ќе влеземе веднаш во соработка со сите скопски градоначалници, со централната власт, со секој, како и со санирање на состојбите во комуналното претпријатие, за да се спречи дополнително продлабочување на оваа здравствена криза која се случува на град Скопје. Тоа значи дека суетите политички веќе не смеат да имаат место во политичкото дејствување на градоначалниците. Ние сме многу мала држава, јас понекогаш сметам дека ние сме многу мала држава за да имаме волку голема политика. Ние имаме политика како нуклеарна сила да сме, а не како да сме 2 милиони народ кои може да се договорат, може да разговараат, но нашите политичари досега биле крајно суетни, затоа имаме ситуација како оваа ситуација во Скопје која ја доживеавме во изминатите 4 години, но и во многу други места и на други нивоа во Република Македонија. Тоа мора да прекине. Треба да прекине перцепцијата за политичарите во Република Македонија како некоја абстрахирана елита која нема допир со граѓаните, затоа што градоначалниците пред се биваат избрани од народот на нивните општини, од нивните заедници, за да ги представуваат непосредно интересите на заедницата. А заедницата се случува помеѓу нас. Таа е во нашиот комунален простор, во просторот во кој што живееме, така да со ова што се случува со сметот, ние имаме апсолутен крах на локалната власт. Каде се причинителите, многу можеме да разговараме. Едните посочуваат прст кон едно нешто, другите кон друго нешто, но факт е дека 4 години локалната власт беше во рацете на ВМРО ДПМН во скопските општини, како и на ниво на град Скопје. Така да, тоа што треба да го извлечеме како заклучок е дека не смееме повторно да си дозволиме луксус, да се играме со здравието на скопјани, да даваме поддршка на партии кои можат повторно да не втурнат во ваква криза само заради лични суети, затоа што многу низ медиумите се зборува во последно време што ако ни се случи повторно мандатот како оној на градоначалничката Даниела Арсовска, ја секогаш ќе потенцирам дека тоа се случи откако им дадовме поддршка на ВМРО ДПМН, така да јас повикувам на целосна надпартиска мобилизација против владината замисла за водење на нашиот град, бидејќи таа влада не доведе до оваа состојба, како што нагласив на вчерашната пресконференција. Ова повикување на кризна состојба во град Скопје волку доцна пред самите избори покажа дека оваа влада намерно го остави градот да дојде на работ на целосен колапс, за да може да изиграва негов херој. Тоа значи дека во неделак имаме јасен избор, но сега треба да сватиме сите дека е време за одлука, не е време за полемика. Сите кои сметаат дека треба конечно се движиме во друга насока, треба во недела да го искажат својот став и заедно, надпартиски, во интерес на сите скопјани, да се избориме за позицијата од која ќе можеме да ги санираме работите. Доколку ја добиеме поддршката дополнително, тогаш можеме да разговараме за состојбите во комуналното претпријатие кое со години се колабира намерно преку управниот одбор, но и преку Советот на град Скопје. И во однос на самото комунално претпријатие, како што рече премиерот Мицковски на 10 септември 2025 година, рече дека ти имаат план за негово приватизирање, тоа е создавање на јавно-приватно партнерство
во комунална хигиена Скопје, и тука ни се покажуваат и сликовито ни се покажуваат едноставно контурите на планот кој досега беше во главите на градоначалниците на ВМРО ДПМН, тоест колабирање на градската хигиена за да се оправда приватизирање на комуналното хигиенско предпријатие. Ние тоа нема да го дозволиме, ние сметаме дека комуналното хигиенско предпријатие треба веднаш да се окрупни во неговите капацитети, во неговата механизација, во условите за работа на луѓето и веднаш едно посилно предпријатие да настапи на улиците на град Скопје и да одржува хигиената во континуитет на вистински начин. На самиот крај, јас ќе спомнам за решение кое ние го имаме разгледувано во однос на комуналниот отпад. Го ставив за крај за тоа што скопјани се резигнирани од ова дередже на кое се наоѓаме. Тоа значи дека скопјани прво бараат итно да се исчисти сиот смет од нивните улици и гледаат дека градските власти тоа не го прават, така да нивните очекувања од градската власт се минимални и основни. Но откако ќе се исчисти сето тоа ѓубре, ние сметаме дека постојат иновативни научни методи кои веќе се користат во некои градови во Европа. Ние имаме стапено со некои странски експерти кои работеле со оваа технологија и има можност во град Скопје да се донесе технологија за преработка на комуналниот отпад во смеса која потоа служи за вадење на деривати на гориво. Што значи тоа? Дека, например, за Вардариште, за сиот смет кој се наоѓа на Вардариште и со кој е контаминирана и почвата на Вардариште, што предпоставува дека не може да се направи парк во однос на тоа што мојот против кандидат го зборуваше, за Вардариште може да се направи централа од 720 метри квадратни, која би чинела 6 милиони евра и би го преработила сиот тој комунален отпад и сиот комунален отпад понатаму кој може да се наоѓа на дивите депонии во град Скопје. Во однос на Дрисла исто така не треба да се приватизира, туку да се окрупнува незиниот капацитет, па затоа за Дрисла може да се изгради централа, иста ваква, софистицирана со затворен систем за преработка на комуналниот отпад во деривати на гориво, од 60 милиони евра. И така треба да се модернизира Дрисла, а не да се гледа на незино приватизирање. Затоа, за скопјани ги повикувам да ја канализираат ова нивна згаденост со градот во одлука на 2 ноември, затоа што некој има дозволено да дојдеме до овие состојби, некој сакаше да дојдеме до овие состојби и некој сега мисли дека политички ќе профитира од тоа што на нас здравието ни е загрозено, но сето тоа треба да го претвориме во одлука. Одлука која ќе го врати градот на нормала, ќе го врати градот таму каде што треба да биде, а тоа е на едно рамниште кое одговара на нашиот заеднички живот. Така да во следните денови повторно ќе имаме тематски пресконференции како што ќе се развива кампањата за вториот круг. Дали имате прашање?